да се докаже дека од P повлекува Q и R повлекува S, Q повлекува D и S повлекува U и негација од T повлекува U и P повлекува R следува заклучокот не P. На ова тврдење ќе дадеме доказ, односно индиректен доказ со контрадикција. Значи даваме само индиректен доказ на ова тврдење. Што ги препишуваме предпоставките. Имаме P повлекува Q и R повлекува S, тоа е предпоставка 1, 2, Q повлекува T и S повлекува и S повлекува U, ова не е предпоставка 2, 3, негација на T повлекува U, ова не е предпоставката 3, 4, имаме P повлекува R. Ова не е четвртата предпоставка. Треба да докажем дека од овие предпоставки следи заклучокот не P. Кога треба да искористам индиректен доказ, како што ќе направам во случајов, ќе искористам индиректен доказ, тоа ќе треба да додадам дека освен предпоставките истовремено е исполнет и негираниот заклучок. Негација на не P би било P. Имам негиран заклучок. Колеги, повторувам, ова е доказ со контрадикција. Ставате предпоставките, предпоставувате дека е исполнет, предпоставувате дека е исполнет негацијата на заклучокот, односно дека заклучокот не е исполнет, истовремено кога предпоставките се исполнети, оваа ситуација треба да доведе до некаква контрадикција. Ајде да видиме што има. Прво нешто тука што гледаме, P повлекува R и P, значи од овие две од P повлекува R и P, следи R, или ова е модус понец на 4 и 5. Ајде да видиме што имаме тука. Ако направиме закон за замена на, значи ако направиме закон за замена на импликација на ова од 7, што ќе добиеме? Негацијата ќе ја оставам, негацијата ја оставам, натре ќе ја заменам импликацијата. Не, те ќе добиам или у закон за замена на импликација на 3. Продолжуваме понатаму. Кога вметнав натре негацијата, по Деморганов закон и ова би било негација на нете е Т, знакот од или се менува во и негација на У би добили. Деморганови закони на 7. Ако направиме тука опростување, важи и Т, важи и негација на У. Упростување на 8, упростување на 9, извините, и тука треба да стои 9. Имаме P повлекува Q и R повлекува S. P повлекува Q и R повлекува S. Што може од овде да заклучиме? Ке го земам овај дел за некако да стасам до S да биде точно. Ајде ќе видиме зашто. Од P повлекува Q и R повлекува S, дали може да заклучите R повлекува S. Со упростување. Еден, што добивме? R повлекува S. Значи важи и ова мора да важи
Već ovdje imamo konjunkcija, mora da važi i samo ovo. Сега ќе ги разгледаме 6 и 11. Имаме R повлекува S и R. От модус поненс може да заклучиме S. Значи модус поненс на 6 и 11. На 6 и 11. Што можам сега со ова S некако? Дали преку ова некако може да стасам долу. Да тврдам дека ова е точно. А видов дека истовремено претходно покажав дека негацијата не е точно, дали тоа би била некаква контрадикција? Да. Ајде да видиме 13. Q повлекува T и S повлекува U. Имаме дека е исполнето. Со упростување може да заклучиме од тоа дека S повлекува U е исполнето. Може и другото да заклучиме Q повлекува T, но тоа не ни е потребно. S повлекува U. Имаме под 13 или ова е упростување на 2. Имаме S тука имаме S повлекува U. Под 14 од 12-13 следи модус поненс на 12 и 13. Ајде да видиме дали добивме веќе контрадикција. Да. 10 ми вика дека негација на U е исполнето, 14 ми вика и U е исполнето. Дали истовремено можат U и негација на U да бидат исполнети? Не, добив контрадикција. Значи, контрадикција имаме на... Значи не може да бидат истовремено исполнето и 10 и 14. 10, 14. Значи, во 10 и 14 имаме некаква контрадикција, не може да истовремено да бидат исполнени. Уште еднаш, не може истовремено да важат претпоставките и да важи негираниот заклучок, односно заклучокот да не важи. Зошто? Бидејќи таквото нешто ни доведува до контрадикција. Што значи пак дека при овие предпоставки мора да биде исполнет заклучокот, односно мора да важи негација на P. Бидејќи ако важи негацијата на заклучокот, односно негација на P, односно ако заклучокот не важи, во случајот ако важи P, добиваме контрадикција. Повторувам. Тоа значи не може истовремено да бидат исполнети предпоставките, а заклучокот да не е исполнет. Тоа следи, од оваа добиена контрадикција следи дека заклучокот мора да важи, односно дека не е исполнет.